Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дубњак, а вие го гледате најновото издание на Правда и неправда. Како што можевте да видите и од најавата на емисијата, вечерва имаме дуел, а верувам и се надевам и интересни гости. Кога пред нешто повеќе од 2 месеца на нашата телевизија се емитуваше првото издание на Инсайдер, во редакцијата се јави човек кој што тврдел дека е измамен на ист начин како соговорниците во емисијата. Јас го контактирав на бројот што го оставил и почнав да ја истражувам темата со цел да дојдам до фактите кои што се битни за неговата приказна. Како што налага новинарскиот кодекс, ја побарав и другата страна, со цел да дојдеме што поблиску до вистината. Господинот Зоран Азманов ми се јави од Швајцарија, каде што рече дека се наоѓа на службен пат и има деловни обврски. По многу договарања, преписки, телефонски разговори, размена на пораки, најразлични предлози и комбинации, двајцата главни актери во оваа приказна се на заедничка маса и подготвени да се соочат. Сакам да нагласам дека вечерва нема да зборуваме за Инсайдер, туку во Правда и неправда ќе се обидеме да дадеме одговори дали и колку институциите во државата ја гарантираат сопственоста, но и должничко-доверителните односи. Им посакувам добре дојде на моите вечерашни гости. Од мојата десна страна, сопственикот на Бана Дуел Киро Тошевски. Добро вечер. И бизнисменот и собственик на Настел Зоран Азманов. Еден од собствениците, поточно. Добре дојдовте. Јас сум Зоран Азманов, ги поздравувам сите гледачи на Еден телевизија и се надевам дека од нашиот дуел ќе извлечат правилен заклучок кој измамил, кој измамен. Случајно или не, разговорот го водиме во екот на предизборната кампања на председателските кандидати, па јас ќе ве замолам дуелот да помине во фер атмосфера и да покажеме поголемо достоинство и взаемно респектирање. Им ветив на моите вечерашни соговорници дека ќе водам сметка и двајцата да добијат ист третман во емисијата и да нема упаѓање во збор. Мојата улога ќе биде повеќе медиаторска и да му дадам тек на разговорот. Како што рековме, секој има по 5 минути за одговорите, часовникот е пред нас. Ако ми дозволите, ќе почнам со господинот Тошевски, за да им биде појасно на гледачите, ќе почнеме по ред. Како и кога се запознавте со господинот Азманов? 2018 година, месец август, добив повик од господинот Азманов телефонски по препорака на неговиот управител Маријан Наков дека ме бара да ме сретне хитно и неодложно. Во тој момент отидов и пристапив каде што ме повика, односно во неговите деловни простории на Настел, каде што тогаш лично и се запознавме. Повторувам, 2018 година, месец август, крајот или почетокот на септември. Добро. Тоа беше нашето првично запознавање каде што се сретнав со господинот Азманов. Истото прашање, господин Азманов, и до вас? Се запознавме, мислам дека 1 месец порано. Маријан Наков инсистираше на тоа да го примам господин Тошевски, бидејќи имал интерес на наводно локација, која сакал да ни ја продаде и така натака. И на неговата упорност одговорив, го примив господин Тошевски, дојде кај мене, ми ја нудеше локацијата во јули или јули месец 2018. Режијата да ја покаже додека зборувате локацијата. Мојот враќање од одмор, јас навистина го побарав Тошевски или му пратив порака, не знам, дека треба да се видиме во врска со таа локација, бидејќи треба да ја видиме суштината што фактички нуди. Како почна, господине Тошевски, преговорите за локацијата за болница? Се тоа што го кажа претходно господинот Азманов не се сложувам, зашто
Одговорно тврдам дека сето тоа беше во месец август, од причини што во тој момент неговиот запослен директор се наоѓаше на одмор во Албанија. Датата и пораките ја говорат вистината, кој што ако треба за негови потреби ќе ги добро, во презентира. крајна линија, Дали е тоа и не е дозволете, ве молам. Да, Да. дозволете. Не е, јас упаѓам, не е суштинско дали е август или септември, да не се впаќаме до толкави. Повелете. Прашањето ми беше како почнаа преговорите за локацијата за Ме болница. повика господинот Азманов. Отидов, како што кажа пред малку, во неговиот кабинет, каде што не беше сам, него со него беа присутни двајца познати лекари. Едниот е кардиоваскуларен хирург, кој што нема сега да го именувам, а другиот е познат гинеколог, исто и професор во негово сродство, не знам кој, беа присутни тројцата, а јас отидов со адвокат. Да, со вашиот адвокат. Да, со еден од моите адвокати отидов таму. Разговорот почна што господин Азманов ми кажа дека е заинтересиран баш за таа локација со оглед што претходно ги имаше набавено сите документи кои што јас не сум ги поседувал околу мојата локација. Можете ли да ги кажете карактеристиките на локацијата? Локацијата се наоѓа пред Универзитетот ФОН, Карши хотел Хајат, новиот што на господинот што го направи, Карши Мерцедес, површина околу 13.000 квадратни метри, карабина изградено на 4.000 квадратни метри со 10.000 квадрати, 9,5 до 10.000 квадратни метри. Мислам, според мене и според други, да е атрактивна локација, убава локација. По која цена ја продававте? Цената што првично, кога почна првиот состанок, каде што напоменувам, присуствуваа и двајцата лекари, беше од моја страна понудено 4 милиона. Добре. 4 милиона евра. На кој што господин Азманов без никакво консултација, ниту со лекари, ниту течно, едносмислено или како да кажам, не знам, кажа 3,5 милиона давам за сето ова и тоа е мојата последна цена. Го напуштив состанокот, точно се сеќавам, имам и писмена порака и му одговорив, од нашите преговори не бива ништо, ги замрзнувам и толку. Се откажав. Значи, бидејќи не се најдоме драстично во 500.000 евра. Добро. Тоа беше првично нашето запознавање. Сето тоа можам да го презентирам ако господинот го негира и на порака. Што лично е упатена спрема мене. Добро, во ред. Господине Азманов? Значи, преговаравме. Првата негова понуда беше 3 милиона и 700.000 евра и не отстапуваше од таа понуда. Меѓутоа, цената може би и не е спорна. Спорна е легалноста на објектот кој е изграден на таа локација. Имено, се работи за објект кој е изграден од Вардар Комерц, Вардар Комерц, мислам дека се викаше фирмата на Трпе. Добре. Одобрението за градба и комуналите се платени од Вардар Комерц. Земјиштето е на Бана. Тоа е исто така било порано на Вардар Комерц, меѓутоа како оснивачки влог е пренесено на Бана, најверојатно за да се изиграт доверителите други, бидејќи Вардар Комерц е отидено во стечај и е ликвидирано друштво. Се распрашавме во општина Гази Баба и во Министерство за транспорт и врски дали е возможно да се легализира тој објект и дали е возможно комуналиите што ги платила Вардар Комерц да бидат искористени за болница ако се гради болница. Бидејќи така ни беше кажано од господин Тошевски дека комуналиите се платени за некаде околу 1 милион евра и дека тие комунали може да се искористат за болница и заради тоа на некој начин и преговаравме за таа цена. Кога дојдовме во транспорт и врски,
ни кажа дека тоа е невозможно. Истото ни го кажа и во Газибава. Тој и претходно поднел барање да му бидат признаени тие комунали и да биде легализиран објектот, меѓутоа бил одбиен. И заради тоа имаше второстепена постапка и жалба во Министерство за транспорт и врски и не знам до каде е работата. Се на се ни кажаат дека тоа е невозможно, бидејќи Вардар Комерц е ликвидирана фирма и дека нема шанса некој да ги земе тие комунали и да ги искористи за друг објект. Кога видовме дека е таква работата, едноставно му кажав на Тошевски дека повеќе јас не сум заинтересиран за таа локација, бидејќи на таа локација има изграден објект кој е нелегализиран и кој не може да се легализира ниту во иднина. Бидејќи така ми беше кажано од институциите, и од Министерство за транспорт и врски, и од општина Газибава. Значи, јас лично не сум бил, сум испратил адвокати, луѓе кои се распрашале и кои ми кажаа дека Зоран вика, таму вика не чачка, вика, тоа е вика направено вика кармакаша вика и вика не влегува во таа работа бидејќи тој објект не може никогаш да се легализира. Нити па комуналите може да се искористат за болница како што ти ветувал Тошевски. Заради тоа на Тошевски му кажав, јас не сум повеќе заинтересиран. Неколку пати му е кажано дека не ја купувам таа локација. Дали завршивте? Повелете коментар на ваквите тврдења? Пред се, ако сака господинот Азманов да каже кога ми го најавил тоа дека он не е заинтересиран и онда ќе кажем коментар на тоа. Вие му го поставите тоа прашање, го избегна. Кога тоа ми го пренесовте дека не сте заинтересиран за таа болница? Некаде во декември месец, ноембар или декемвар минатата година. Во меѓувреме ја презентира вашата порака на камерата и тука пишува дека на 31 август здраво Кире, тука сум со докторите, сакаат да го видат проектот, што е изведен на лице место и сакам да ти дадам некои информации во врска со можностите за В1 и В2. Имам точни информации. Тоа од е кога во август. не се најдом, па во август, вика, од кога јас му велам, како што беше, од 4 милиона, веќе ја покажав на камера, господин Азманов, сите преговори во врска со објектот ги става во мирување. 500.000 за мене се голема драстична цена во пазар. Толку беше, на тоа е тој коментар. Во врска со сегашниот коментар негов, ќе кажам само следното и ќе покажам доказ. Овие се негови преддоговори кои што никогаш не сум ги правил, ниту видел, пратени од неговата правна служба, од неговите, каде што господинот Азманов е запознаен децидно, повеќе и повеќе него што јас дам за мојот објект. Каде што сам вели, сето тоа ќе го покажам на камерата, дека на КП 1330 под општина Газибаба објект, дека по дозвола таа и таа која што е од Вардар, значи ништо не сум му нудел или давал со скриени мани. Него беше цената видено, купено. Зошто? Да ве прашам, легална е локацијата? Легално е и имотен лист. Имате Имам лист? имотен лист и јас продавав тоа што го имам. Значи имотниот лист е, еве го, и него ќе го презентираме. За земјата. Ти од мене преддоговорите, кога ги направивте, господине, овој преддоговор е ваш, теркуван, вие сте го правиле. И вие сте купувач, што се јавувате, го купувате таков како што е. Со тоа што, да дополнам, ако ме ставите. Да, дозволете. Да дополнам. Да се доискажам, ќе ви дадам вас. Накнадно ми побара уште 30.000 евра дисконт, каде што го пишува, стриктно он, во неговите правници, он, во преддоговорот, каде што би можел да ги доврши сите до потребни документи за неговите потреби. А јас никогаш одговорно тврдам дека не сум се ниту кажал, ниту па тоа време било предвидено за болница. Него, он ме натера да поднесам и барање до институција општина, бидејќи дупот Вие го добивте тоа барање да, за, еве го за тука. болница? Да, дадоме барање до за неговите потреби, дупот бидејќи сега е во фаза на изготвување, да биде В2 спрема неговите потреби.
Како Дали што би ми... беше презентиран проект некаков Да, за болница? да, дури планови од Италија, како се прават проектите по 6 евра од квадрат, докторите, ако може и тие пораки да ги презентирам. Значи се комплетно, 6000 квадрата од прво ниво дека стартуваат со болницата, накнадно отидат и неограничено, нивно право беше. Не знам што мислеше со тоа. Значи, преговорите траева, како што кажав, од пред август, значи неколку дена, крајот на август, до последно јануар и до 15 март последното оваа година, 2019, требаше господинот да се произјасни. И за тоа повторува, не случајно го прашав кога мене господинот ми извести дека се откажува. И дали ќе покаже доказ дека се откажува од сето ова што ми го направи на мене. Јас мислам дека ги имаме снимено и барањето од ваша страна за известување и одговорот од господинот Азманов. Режија, ако се подготвени тие слайдови, јас ќе ве замолам да ги покажете. Кажете ми, господине, ако завршивте, господине Тушевски, зошто и по неколку подготвени преддоговори, како што тврди господинот Тушевски, не се подпиша ниту еден од нив? Вака. Значи, се преговараше некаде септември, октомври и имаме два преддоговори. Еве ги. На исти ден, на 9-ти, ние сме испратиле, мислам јас не, правната служба од кај мене испратила мейл со верзија на договор. И неговиот адвокат испратил, значи во 1:38, АЦО, како се презиваше, не знам, во 1:38 е неговиот мейл, во 11:20 е нашиот мейл. Двата се разликуваат. Еве, ќе ви ги оставам. Ќе ви ги оставам. Сега многу се разликуваат во многу работи. Нивниот преддоговор е да го купиме Телквел, значи видено купено, нашиот е на друг начин, односно да си ја среди локацијата, односно локацијата си е чиста, да се разбереме. Локацијата како локација си е чиста, не е чист објектот кој е на таа локација. Во Карабина, кој е на Вардар Комерс. Замислите, имаме ситуација каде што земјата е на Бана, а објектот е на Вардар Комерс, кој е ликвидирано друштво и тука мислам дека најголема вина има стечениот управник на Вардар Комерс, кој што тој објект не го средил така како што треба, бидејќи ден денеска се води на Вардар Комерс. Од една страна има доверители, како Рудине, кој има и запишано извршување на земјиштето, и тоа извршување беше забележано во тоа време и постои во самите преддоговори, и во нивната верзија, и во нашата верзија. Значи, од една страна имаме доверители кои не се измирени со огромни износи, преку 700.000 евра. Од друга страна имаме објект на Вардар Комерс, кој е нелегализиран, кој е на Вардар Комерс и кој сега треба да се пренесе на Бана, и не знам по кој основ би се пренел, кога има доверители, кога фирмата била во стечај и која е ликвидирана фирма. Значи, има многу неразјаснати работи. Поради тие работи, мојот адвокат, Дуња Туртурова, ми рече, овде не влегувај, крај, точка. Заради тоа, во новембар, децембар му е кажано јасно и децидно, господин Тошевски, ние не го купуваме тоа земјиште заради постоечкиот објект, кој ќе си го решиш, ако си го решиш, може да разговараме. Ако се пренесе на Бана, бидејќи он велеше дека ќе си ја среди таа работа, дека формулацијата колку што се сеќавам беше во овој момент не сме заинтересирани, поправете ме ако грешам. Формулацијата во нашето писмо во март е не сме заинтересирани воопшто. Во март. Не е точно. Во овој Апсолутно. момент. Не е точно. Да. Завршивте? Океј. Значи тоа сакам да кажам. Значи ве молам. нека ја доврши мислата. Значи, јасно и децидно му е кажано дека не го купуваме објектот и заради тоа во јануар месец тој дојде кај мене да побара позајмица бидејќи имал финансиски проблеми. И тука е сега. Тоа што не е потпишано, не треба ни да го разговараме.
Посебно, доктори, не доктори, тие врска немаат со оваа работа. Добро. Значи, Вие тука треба ми- да разговараме за конкретни работи, за договори кои се потпишани на нотар, во присуство на адвокат Да. и негови адвокати. Имаме Добро. договори за Сега ќе купопродажба дојдеме на на станови. тоа Тоа е следно. суштината на Вие нашата избрзавте со приказна. Океј. објаснувањето, тоа сакав да ве прашам. Значи, дека не сме Како заинтересирани, било јасно уште во декември 2018. Разбравме добре. Господине Тошевски, како дојде до позајмиците и на кој начин беа реализирани? Пред се, Предходно, ако сакате некаков коментар на Пред кажаното. се, што ова господин Азманов го изложи, е невистина и Во лага. кој дел само кажете? Ви кажувам Прецизирајте. во кој да. Првим во договорите, сите предложени недоговори од негова страна, тоа се 3 на број, не 2, еве ги сите, уште еден пат ви ги оставам, сите се исти и слични со нашите, слични, значи терковани. Кај нас беа препратени само да моите адвокати ги ревидираат. На тој дел. Во исто време, морам да кажам, дека двата доктори, како што кажав, да не бидам, не знам како да кажам, Добро, рековме имиња, не спомнуваме. Да, не ги кажам имињата. Добро. Да и двајцата доктори, по негови инструкции, работат колективно, оперативно, или како да се изразам, групно. Едниот доктор ми вели, мој совет, подпиши го пред договорот, кој е многу коректен и те заштитува и тебе и него. Нема ништо да изгубиш. Ако не сакаш, тоа е твој избор, а ти одлучуваш. Ако мислиш дека не е добро и не го подпишуваш, тогаш кажи ми да престанам да одам во транспорт и да се насочам на други локации. Значи, кој зема обврска во транспорт? Тоа Сакате сега да кажете дека да. веќе почнала постапка Да, за постапка, добивање еве на го покажувам од докторот, само го избришав името, бидејќи кажаме без имиња. Да, така е. Докторот не може само иницијативно ова да го направи без господина што седи карши мене. Тоа е едниот доктор. Ако го видовте, да идам да поминам на другото. Ова е одговор. Другиот доктор, исто, значи не децември месец 2018, него 2019 ми честита нова година и вели во координација сме со Благица, он ја именува. Кире, неколку пати текстот Која е Благица? Благица е одговорна негова пријателка од општина Гази Баба, која што се нафати да го искоординира за да си го купи прочистено така како што му одговара. Неколку пати се извинам, не ми упаѓате. Да, ве молам. Текстот се коригираше. Сега се надевам ја имаме финалната верзија. Добро утро, докторе. Те молам, ако сакаш, најди кратко време да се слушнеме и видиме за да дефинираме нешто околу договорот. Поздрав. И значи, тоа е сега. 2019 година. Сега. Идеме понатака. Докторот. Да, пораки се. Да. Испрати ми монтирани го. пораки. Да. Извинувам. Само Ова е ќе се ве молам. вистина, одговорно, Само ќе под ве полна материјална и кривична Добро, одговорност. мислам дека е веќе... Само што ово е доволно. Добро, ајде. Извини, испрати ми го новиот договор во 14 часот. Одиме на нотар на 16 октомври 2018 докторот. Значи сите доктори... Да, во ред. Како и да е пред... Ше ова беше многу важна, ве молам, па Добро. после земете ми цели. Добро. Кире, 14 јануар 2019 година, пред да покажам на камерата, Добро, во ред. е сега. Кире, денес имаме состанок и добро поминаме. Во вторник имаме состанок со директорот на фондот. Молим те, ќе ни треба од Ване комплетна информација за дозволата за градење и све ќе се префрли на Бана. Среќна стара нова година. Ова не е, јас му велам професионално, да ми купува само време. Што значи дека господинот Азманов безмилосно ќе дојдеме до тоа. Побара од докторите да му обезбедат од фондот уште од сега неизградена болница, дека ќе има соработка со фондот. Ван секој нормален разум. Дали Сега, да, со тоа излагање, директно завршите прашањето. само Не, коментар, прашањето до мене. па беше. потоа ќе се вратиме Може ли? на позајмиците. Повелете. Вака, значи Ке ве губиме време повеќе од половина сат за непотпишани договори за нешто што не е договорено. Самиот кажа дека се преговарало. Тоа пораките не знам дали се монтирани меѓутоа или не имате се монтирани. несовпаѓање Со во мене изјавите. не се тие пораки. Значи такви пораки со мене немало. Значи
Па ако имал со некој друг, не знам. Со мене во август месец имал порака, јас го потврдувам тоа дека сме преговарале август, септември, октомври. Во декември му е кажано дека не можеме ништо да направиме тамо, дека се откажуваме и во декември, новембар, декемвар, он знаел веќе дека не ја купувам таа локација за Покажи го на ниједна писмено. цена. Пред цела јавност покажи го кога во декември ми известуваш дека се Не, откажуваш. усмено сум те известил во декември. Само- А само- на твое Рековме, барање, нема на твое упаѓање, писмо, на рековме. твое писмо во март, одма ти е одговорено наредниот ден. Не. У декември покажи го. Манипулираш. Океј, Велите Марк, манипулирај. мислам дека ова го разјаснивме. Ве прашав како дојде до позајмиците и на кој начин беа реализирани. Позајмиците, со однос со тоа што веќе господинот Азманов и докторите, вербата голема, бидејќи сепак и уште го викам господин, ме убеди дека е цврст купец за сето тоа, дека има проблем, како со институциите ми ја нагласи точно ми кажат, пред него ќе кажам финансова и со вас како емисии кои што сакате да му ги оцрните образите, ми вели сега не смеам да пристапам кон склучување на преддоговор. Него Кира, ќе поминеме директно во главен договор. Добро, никако проблем нема, толку сум ти верувал, кажа Тоа од август. значеше главниот договор Да. и какви обврски Обврските презема, беа, условно кажано, другата страна. другата странка ме повика и ми кажем, и јас бидејќи имав како се потреба за финансиски средства, му кажав ако не бива, не си купец, кажи ми, ќе си го продадам на други. Не, ни подразно, јас останам Под какви купец. услови тогаш се согласил, како На што 3 тврдите? милиона и 700, а зависи тие 30.000 што ги има изразено во преддоговор за сите обврски што ќе ги направи се други, одбијат од, да се одбијат од вкупната 3 сума. милиона и 700. Добро. Така и го има пишано он од неговиот мейл. Значи, Добро, јас ништо и? не фалсификувам или не прикажувам лажно. Сега, ми вели, Значи во услови на, за да разјасниме, непотпишан договор, Да. вие влегувате во сделка, Да, чим- од она што можам да разберам. пред се, значи пред да го дадам вашиот одговор, морам да кажам дека се уште ја користи емисијава за да може да ми го девалвира објектот, зашто се што произнесе, ова е лаж. Чиста лага. Значи, ниту е така, ниту е така. Јас имам чист, кристално имотен лист, каде што не е оптеретен, споменува фирми, не знам зешто, сето тоа го прави за да дојдеме до сега, до вашето прашање. Ме повикува на во неговите канцеларија и ми вели, која ти е маката? Му велам, за почеток 200-300 илјади ќе ми бидат доволно да ми пуштиш по преддоговор. Вели, во ред, одма го повикува неговиот директор, што сега се представува формално правен, дека он не е директор, него формален директор. И вели, утре пушти му веднаш 270.000, го парафразирам господинот и во очи го гледам, 270.000 евра да рачисти, таму имал кредити, некои хипотеки. Викам, како ќе ги пуштиме средствата? Најнормално, не треба да се праша. Ти не се секирај, тоа се неговите зборови. Ќе најдеме начин како после, сега ќе ти пишам по зајмица 270.000 евра, со оду, каде, што, како и сами што слуштавте, имотот, кој што бил безреден, кој што бил загонетен, каде што сите го натерале, да не влегува, да нема работа со мене, него го бара под хипотека, да биде залога. И вие се согласивте за А што да таква- правам друго? Му Добро. верував и до крај му верував. Отидов експресно на нотар, еве го, одуто, му подпиша со тоа што верувам дека тоа е 18.1. Да. 300, Само он збори. Добро. се извинувам, не зборувам јас. Еве го, Гледа. е сега, само- интересна работа, што Ви дадам исто толку време. на истото оду за прашани од нотарката, која е проценетата вредност на тоа што го заложувате. И неговиот управител и јас ја кажувам истата вредност што ни е пазарната вредност, договорена. 3 милиона и 700. Може тоа да го види камерата. Значи тоа не е цена измислена, ова е одоброј. Да, сега ќе ве замолам, тука ве запреме со вас. Доволно беше? Да. Океј. Дали е во ред? Продолжете, господине Азманов. Значи, господин Тушевски изнесува големи лаги тука, дека
овие договори за позајмици имаат врска со купување на земјиштето. Значи немаат баш никакви врски. Ако биле за купување на земјиштето, ќе сме направиле преддоговор и јас ќе сум плаќал аванси за тоа купување. Значи по основ на преддоговор за купување ќе имало потпишано преддоговор и ќе сме плаќале аванси. Апсолутно неточно. Господин Тошевски, кога дојде во јануар месец, јас се вратив од скијање од Италија, ме молеше, како Господ Бог, молеше како никој до сега не сум видел понизно молење во мојата канцеларија од тоа што го направи тој. Молим те да ми помогнеш, имам големи кредити во Евростандард банка, ми тече затезна камата преку 15%, тие ме изгореа, тој Трифун лихвар, ваков, таков го напаѓаше човекот. Овој речи го, не знам, друга некоја банка уште една спомињаше, не знам која беше. И викам, што да правиме бе, викам, Тошевски. Викам, молим те, дај ми позајмица. И викам, јас морам да имам обезбедување ако ти давам позајмица. За секоја позајмица, нормално и во банка да отидеш, ќе ти побарат што имаш да заложиш. Вика, а зошто го зимавте земјиштето? Па бидејќи тоа ми го понуди. Тоа ми го понуди. Немаше друго што да понуди, тоа го понуди. И заради тоа го прифатив тоа како обезбедување. Не побаравте некој друг имот, станови, куќи, доколку има? Он тоа го понуди, јас тоа го прифатив. Значи јас не можам, нешто ми го нуди. Дури ќе ви кажам, бараше да се пренесе земјиштето на моје име. Ви се колнам во сите 4 деца, еве пред камера, бараше за 270.000 евра да го пренесе целото земјиште. Вика, во тебе верувам повеќе отколку во самиот себе. Да се пренесе земјиштето на твое име, викам не сакам, ќе наставиме хипотека, сакам парите да ми се вратат. Значи, хипотеката е за обезбедување, а не сум имал воопшто намера нити да го купувам, нити утре, не дај Боже, ако не се врати позајмицата, ако иде на извршување, нема да сум јас купецот. Кој сака нека го купи. Тошевски нека си го продаде, вика имал други купци, нека си го продаде на други купци. На мене не можеш да го продадеш тоа земјиште никогаш. Значи, за џабе да ми го дадеш и за 500.000 евра да ми го понудиш, јас не го купувам. Да се разбереме. Значи, можеш да си го продадеш на кого сакаш, јас не го купувам. Сакам да ми се вратат сите пари што се дадени како позајмица, за која е ставена хипотека. Хипотеката е ставена за обезбедување, како што секоја банка, како што секој што побарал позајмица. Значи, толку беше благодарен кога му ја дадов позајмицата со 2% на годишно ниво. Кажете ми во која банка ќе ви дадат со 2% на годишно ниво таква позајмица за, да речем, 1 саат. Никаде. Значи, таков, тоа е чисто за да се помогне на човек. Значи, јас ако сум сакал да имам корист од таквата позајмица, да му речев и 6% он ќе прифатеше. Меѓутоа, нити сум сакал 6%, нити сум сакал 3%, сум кажал 2%. Па овој народ нека гледа и нека самиот донесе заклучок дали е тоа лихварска камата или дали е тоа некоја позајмица за да го измамам човекот или за да му помогнам. Значи сум му дал за да раздолжи, значи бил итар да земе со 2% камата, а за да раздолжи долгови со 15% камата кај што му должат, што му течат во банките. Ете, тоа е суштината. Тоа е суштината. Господине Тушевски, од она што можев да го видам од документите, инаку имам цела папка документи, станува збор за 4, а не една позајмица. Како дојде Многу до 4? интересно. Господинот Азманов скоро ја кажа вистината, али вистината ја кажа за неговите намери, сокриени намери или привидните негови одоброј. Па така сега ќе го продолжам следното, идеме малце поинтересна работа. Бидејќи мајка Тереза помага со 2%, тоа беше спрема мене мамецот. Фелен, наместо да биде купец, ќе дојдем и до главното, само малце треба нешто да образложам. Па така што истиот господин Азманов, што до сега кажувам повторно, ќе кажам, го девалвира, го уништи, значи пред целата јавност зборува невистини за земјиште, моето атрактивно земјиште, за кое уредно поседувам имотни листови, постапки се водат, преудицирано, избрза каже некои работи што ќе си ги користам накнадно, ме повикува повторно, не случајно, па за 10 дена. 18
тогаш на 29-ти, тоа се 11 дена. И сега вели, јас сакам тебе да ти помогнам повторно. Јас морам да го кажам тоа изворно. Зошто да? Не се смеете, господине, ве молам емисијата. Ми се смее, почитувана. Ама сега не можеме да ја контролираме. Да, сега, што се случува? Втората помош вели, јас ќе ти помогнам на тебе, сега ќе ти дадам позајмица од 977.000 евра. И што сакаш? Зошто ви беше потребна таа позајмица? Извинам, да се доискажам. 977.000 евра збориме. Господинот Азманов, али како залога мораш да го оставиш истото место. Тоа што не е убавото, нели? Кажуваме дека е лошо. Истата локација. Истата локација, истото место. Али има уште еден услов. Во преддоговорот, кој што беше првишто, како купец, ние разговаравме дека животот е таков, економијата каква е, требаше само да земам 3 стана во компензација. Зашто при тоа За првата позајмица? Не. За преддоговорот за купо-продажба. Зашто се, и повторно кажувам, сето ова е, значи, привидно. Сето е правено привидно, бегано е главниот преддоговор. А зашто? Ќе има институции, ќе... И продолжите, значи, нова позајмица... 977.000 евра. Али вели условот е следен. Повели, каже Азманов. Условот е, вели, сега нема да земеш, вели, 3 стана, бидејќи зема помали, зема не од 70, еден само зема од 130 квадрат или 119, ќе земе 5 стана. Чекаме, како 5 стана, не збориме така, рече, разбериме, бидејќи болница е, тука е хумано, добро е да направиш, ќе лечиме луѓе, ќе бидеш доживотен наш пациент и све. Јас, а тука ќе пишува горе Швиц хоспитал, што значеше, ќе биде твојата боја, плавата боја, ќе биде стаклата на болницата и све. Вели, еве и сите што ми изведуваа во зградата, земава компензација, како фирми, да не ги набројувам. Таков е животот, вели. Во ред. Се милувал човекот, еве сака, добар човек да ми помогне со 977, како и што самата јавност слушна и вие, да не ви кажувам. Уводот негов беше дека се работи за нешто лошо. Еве го, условена, привидна, 5 стана, со тоа што тој ден имав не само тоа, бев и уценет. Значи, на кој начин бев на начинот уценет бев еве го што. Зборува след ова. Значи, поземицата од 907, не ве разбирам, 977, ќе ви дадам и вас можно. Повелете, пред да пристапам кон подпишување на нотар, не кажавте во што се состоеше. Состоеше да најдам 5 личности физички лица, кои што ќе се појават кај него како купци, совесни купци за неговите станови. И вели, му викам, како, нели на бана, тебе да ги дадеш, нели имаме договор. Тој мој проблем е. Битно е, за 3 месеци сето тоа ќе го и чистам на папири. Јас, како што кажа, морам да му верувам. Најдов 5, односно 3, зашто на една иста особа, не ја именувам, само ќе го покажам пред договорот, се пишани 3 стана, бидејќи доверлива, тебе. А другите 2 стана се пишани на 20 мои синови по еден, што немат потреба, имаме имање кој што можем во секој време да ви го, еве го едниот, еве го вториот. Најинтересниот момент е што немилосредно, не знам како се случила, ке мене парите физички од поземицата стоеле 2 минути и 30 секунди. 2 минути. Како 2 минути? Објаснете. Еве како. Што значи тоа? Тоа значи дека господинот Азманов, господинот на 21. Мене ми Не, ќе ви дадам. Мене ми уплаќа 27-28 милиона, негдека цирка, зборувам, позајмица. Не ми ги плаќа сите средства, видно од овие изводи, наеднаш него. Првично, првата транша на уплата се состои онолку пари колку што треба веднаш јас преку физичките лица да ги извадам од фирмата и да му ги вратам повторно кај господинот Азманов. Сето тоа е документирано и сега, еве ги на 2 изводи се гледа.
И повторно ќе кажам, под полна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека позади сето ова имал од денешен ден видено имал сокриени намери, кои се се уште не знам. Сега тука Исто време треба да имаме. Повелете. Зборете. Вака се. Дали е точно тоа дека истиот момент кога биле префрлени парите, биле за неколку минути трансферирани назад на сметката на Ќе ве молам настал? прво да кажам некои други работи. Повелете. Значи, прво кажа дека му ја девалвирам локацијата. Никогаш не сум ја девалвирал локацијата. Таа си има имотен лист и никогаш не сум рекол. Кажавте на почетокот сите нема видео, имотен јавно лист објектот. А Се има локацијата- имотен лист, вие не сте го Објектот нема Не имотен тврдете лист. нешто предвремено, за тоа се одговара. Објектот нема имотен лист. Значи, Се договоривме да нема упадици. не знам дека продолжете. има имотен лист до ден денеска, не сум го видел тоа. Вие Ако имаше имотен лист, требаше да се упише 30.000 евра хипотека. имавте за тоа. Не, Да. значи ве молам. Значи, ние расчистивме во декември дека не ја купуваме локацијата, он дојде, прво зема една позајмица 270.000 евра, за да, како што кажав, врати во Евростандард. Потоа, по 80 дена, дојде кај мене, молеше да го примам преку Маријан и преку секретарката 3 дена. И конечно го примив. Дојде кај мене со предлог, јас ќе најдам купци за 7 стана во вредност од 700.000 евра, ти да ми дадеш 977.000 евра. Ми требаат за да раздолжам ликварски долгови кои ги имам кај за Наде, куќата им била во Мавро под хипотека, не знам што друго, трето, не е битно. Значи, 977.000 евра кога ти барат човек, ти кажува, јас ќе ти најдам купци за 700.000 евра станови, значи, тоа ми изгледаше и така. Маријан, посем тоа, изврши големо влијание, морам да признам, дај да му помогнеме на човекот, има големо влијание со власта, близок е до Заев, близок е до овој како се вика адвокатот Ване, најдобриот адвокат во Македонија, вика, добро е да му помогнеме, да му имаме вишок на пари и на вистина тоа се деси. Значи, му дадовме позајмица 970.000 евра. И 7. 977.000 евра, од кои наместо 7 стана купија 5 стана. Значи, 5 стана купија, не знам колку беше вредноста и не ми беше толку битно. Значи, ние продаваме годишно по 250 стана или во Тафталиџе имаме продадено до сега во зградата 420 стана. Ниеден со компензација. Може да има 1-2, али тоа е минорно во однос на бројката. Значи, Настал не работи со компензации, тоа е најголемата грешка. Можете да прашате кој сакате од изведувачите, на сите се плаќа во дадена фактура платена. Компензација, Настел не работи со никого. Нити пак има врска ова што го зборува дека бил он условен. Он кажал дека ќе донесе купци, јас го ценам тоа што донел купци. Он им давал позајмици, нити знаев дека им давал позајмица на неговите купци. Они си подпишале преддоговори за купување на Зашто парите биле станови. вратени? Тој момент е малку необичен. Зошто се Чекајте, вратени јас на сметка на Настал? вака се. Значи, во светот на бизнисот, бидејќи сум економски пообразован од многу луѓе, знам дека постојат кредити и позајмици наменски. И тие се векаат наменски. Или пак условени со некој услов. Односно дека треба да се употребат за одредена работа. Овие позајмици, согласно самите договори ОДУ и самите хипотеки немат никаков услов. Истите се подпишани и од адвокат, и од господин Тошевски, како директор на фирмата, долгогодишен стопанственик, не знам колку, 20 години е директор на Бана, и не може да каже дека е измамен. Парите му се легнати на сметка, значи, вие во вашите прашања ме прашавте како можело фиктивни позајмици. Нема фиктивни позајмици. Фиктивни се ако има договор за позајмица, а нема плаќање. Овдека безусловно плаќање, значи постојат условни и безусловни плаќања. Ако имало услов во плаќањето, значи јас ако сум имал таков услов
дека мора он да купи станови, ќе сум ставил услов дека тие и тие средства мора да се наменат за таа и таа работа. Од бана према настел нема платено ниту еден денар до ден денеска. Ви го гарантирам тоа, ако има доказ нека достави. Јас имам докази дека по позајмиците, сакате да ви ги покажам сите? Да, можете во камерата. Значи, за сите позајмици договори има како се извршени уплатите. И уплатите се вршени со уплатници. Во ниедна од уплатниците не стои дека има услов и дека уплатите се условени, дека може да ги користи парите само во случај ако купи станови или за таа намена да купи станови. Нити Бана купила стан некогаш, нити Тошевски купил стан. Купиле други 4 лица кои он ги нашол, од кои двајцата се негови синови и 2 господи, а за едниот син исто така и полномошник, значи добил полномошно од својот син за да го купи станот во негово име. Позајмицата е дадена од Бана према неговите синови и не е платен и данокот за тоа и после тоа ќе го разврземе на крај. Да. Повелете, имате коментар на ова? Се тоа што го изложи е уште едно потврдување за неговите итрини. Значи, ќе мора да поминам уште со еден удар, мислам, една вистина, за да, ако и овој пат го добијам истиот одговор, не би ги коментирал и третата и четвртата, али за да бидат нештата појасни... Добро, истиот принцип е... Не, да бидат нештата појасни. Иделе до таму, што вие можете да го зумираме, ова на камера, ова е еден преддоговор, кој што беше склоп иделе до таму што од брзање се изгубиле и дури ја наместиле нотарката или нотарката влијание направиле овој господин Тошевски Виктор, само сликата ја нема. Тоа е вашиот син? Да. Ја видовте ли уште еден пат? Извинете. Што? Тошевски Виктор. Океј. Тоа е предниот дел на личната карта, ова е задниот дел на личната карта. Улица Речиште, број 78. Па отише до таму што завериле оду број нотарски преддоговор настав, што го пишеле мојот син дека живее на Методија Патчев, зашто од мене беше барано само имиња. Како може нотарот ова да го направи, зашто не сакам да го именувам, нивен нотар и затоа не ни го покажуваме. Не е наш. Ние немаме нотар. Ма немај. Ние немаме нотар. А чиста случајно се сите до едно. Писмено се заверени само на едно место. Само на едно место исти адвокат кој што не го познавам. Нотар која што има камери таму, од 5 минути не сум се задржал. Но ова нема да коментирам. Да бидеме појасни, ја мислам доволно ќе биде уште една презентација да го направам. Истиот господин, бидејќи до сега многу лошо кажа за мене, ја го викам господин, па се смилува така што сега за 11 дена ме викна, на 11 тори ми викна да ми даде уште 470,588,24 евра. Толку не знам зошто се милуваше и зошто па и 24 евра. Центи, мислиме. Извинувам, може да ме ставите, презентирам. Нека доврши, па ќе продолжите. Значи, истиот господин на невреден имот и нормално, да не повторува, исто го таргетира само тој имот. Залога од чист имотен лист, исто, условена, али овој пат беше помилосен, малце, мора да го попалам. Не 4 стана, 2 стана овој пат ќе купиш. Добро. И тоа го сторив. И за да како не би го оптеретувал емисијата и ако не можете да сватите, истото го направив. Еве ги, на 11, на 20, не, за која дата збориме, за 11.2, еве ги, 2 преддоговори, заверени на нотар, уплатите веднаш вратени за 3 минути назад, условена позајмица, се друго, што би кажал. Добро. Значи, 3 пати, јас да повторам само и нека се произнесе го, све ќе ви дадам 20 минути, господине. 3 пати се милуваше. Имате Ќе продужиме ако треба. 20 минути ќе ви дадам време, објаснете. Не, јас давам време. Нечесен човек му дадовте 3 пати, а за четвртата
е башка приказна и последната ваша, да знае цела македонска јавност кој е Зоран Азманов. Фиктива, криминал, каде што треба институциите добро да се за. А пред се, морам да кажам, измеша политика. Тоа никогаш нема да го дозволам и не знам зошто тоа го стори. Сето тоа е лаж, тие личности, единствено само што ги познавам и сум фан на таа партија. Никогаш не биле ниту валидни, ниту нешто биле умешани во оваа работа. Ако биле, сигурен сум дека, како што сакаше да представи, дека немале да ме остават да дојдам на волкот во устата. Завршивте. Ова беше, ако треба уште... Да, Значи, да, јасно. На некого да му продадеш станови на сила, тоа е невозможно едноставно. Значи, становите се платени од тие Не кажам на господа. сила, условени. Значи, тие ги платиле, ги Кои се примиле, имат и записник дека ги примиле становите, некои се пренесени веќе со имотен лист на Кристијан, мислам дека А е зашто јас пренесен. ви бев потребен за се тоа? Бидејќи син ви... Не, е јас од- за сите овие 7 стана, зашто јас ви бев потребен? Ако Ти беа да тие- најдеш... Ти Јас да рече ти дека... најдам купци, Ти тебе. рече дека имаш Господа, купци. господа, рековме, Тоа беше... нема упаѓање Можеше во и да, збор. да се разбереме. 475,88,24. Може ли да се разбереме? Ајде. Значи, тоа е, бидејќи позајмицата се дава во денари, децималите искочиле ради тоа што е трансферирано од денари во евра и заради тоа искочило и со децимали и во такви ситни броеви. Господине- Сигурно е заокружена позајмицата Поведете. во денари. Не го Господине трошете Азманов, времето. само малку, господине Тушевски, не одговоривте на тврдењето на господинот Тушевски дека за неколку минути биле трансферирани парите. Дали добро ве разбрав дека нема вратени пари во настел? Во настел нема вратени пари од Бана Комерс ни еден денар. Не рече господинот од Од Бана Комерс, физичките. рече од физички лица. Од физички лица не биле вратени, него биле платени по купопродажни договори за станови кои биле веќе подпишани. Значи, имало признавање. подпишани преддоговори со тие купци, а дали Тошевски ќе им даде позајмица на нив или они од нивни пари ќе си ги купат, тоа е не е мој Како ќе ги проблем. плателе ако не им ги дадове своите пари па на нив? Јас не сум ти давал никаков услов за ти да... Значи, што ќе ти... Ајде да те прашам нешто. Што ќе ти се десеше на тебе ако не ги уплатеше парите за станови? Ајде, кажи ми што ќе ти се десеше. Бев условен, а А дозволи што ми ќе ти минута. се... Ја ти ги пуштив сите само една минута. 970.000 евра. Е, тука е трикот. Ти ги пуштив јас Може сите. ли? Зашто ги враќаш? Ме прашате, дозволи ми. Зашто ги враќаш? Дозволи Не ги ми. враќај, немаш услов. да чуеме. Дозволи ми. Зошто Што ги- ќе ти се зошто десеше ги ако враќаш? не ги вратиш? Само може ми дозволи. Што ќе ти се Ма три десеше? пати истото Ама, прашање го Бемола, поставаш. три Господине, пати, не добив едно одговор. исто прашање. Еве веднаш Зошто ти. се вратени парите Еве повторно зашто на се сметка вратени. на нас? Зошто? Збориме, подпишувам позајмица од 977.000, на пример, така. Или ќе збориме за 29, 970.000. Еве изводите, ќе зборуваат. А има лица и Па и служби... преска ги покажавте, Па господине. чекај, сега да ќе го покажам и да го образложам. Едниот, евиот. Да. Сега. Во самиот договор, што го крстел позајмица, пишува дека уплатата на позајмицата ќе изврши на 2 пати. Со тоа што првиот момент плаќа толку округло средства, колку што коштаат 5 стана, и додека не му ги вратам назад, да ги види на сметка, јас немам пари. Значи, остатокот од 400.000 евра не се појавува. Што значи тоа? Значи, во секој случај мене ме има. Ме ставил под неговите нозе. Јас подпишав. И он вели, така и напишав. Првин стигаат парите, како што стигат, еве ги, веднаш ги враќам. Утре дента ги пушта на мене парите. Еве на 30 ми ги пушта моите пари. Еден ден ме држи во неизвестно. Тошевски, Ви одговорив. Не ја лажете, не е точно. Не ја лажам. Не ја лажете Јас целата ова јавност. Не ја лажете целата Ја јавност. Само останавте Значи- должен, само малку ќе ве молам. Господинот Азманов рече дека некои станови имаат имотен Не е лист. точно. За еден текст сега во петокта, сега денеска. Како сите имат имотни листи. Се извинувам. Одговорно тврдам Еве дека види што значи. Еве ги сите. Одговорно тврдам дека
не само за овие станови, него неговиот управител кога го запозна 2017 година купи 2 стана за моја пријателка, до ден денеска немам имот. Да. На крај. И може да резимираме сега, час, во Не, кој јас ќе момент... резимирам и со моето последно прашање, бидејќи пред крај сме. На кој начин мислите дека може да се реши целата оваа ситуација? Прашање и до едниот и до другиот. Повелете. Јас, се тоа и овде кај што дојдов пред се да обелоденам, да знае цела македонска јавност, што прави господинот Тазманов и кој Вие е господинот... поднесовте кривична пријава? Да, имам веќе поднесено кривишта, имам и други постапки кои што мислам дека во интерес не е добро да ги кажам сега. Пред се и по сите институции ќе си ја побарам правдата, мислам дека ова само треба. одговорете ми директно на кој начин решение. Во овој момент јас не гледам, единствено се наслонувам на државата и сите институции кои што се релевантни или одговорни за ова што го направил господин Азманов, да се отповикаат, стојам на располагање. Дали сте двајцата подготвени да дозволите контрола на УЈП и на финансова полиција? Ја повикувам и УЈП и финансова. Ја веќе пријавив финансова, бидејќи ја спомнав. Рековте не гледате решение. Молим? Не гледате решение? Нема решение со него, зашто господинот веќе е, јас сум, како да кажам, кај него, во неговите раци со се. Да, земан, во неговите раци и во неговите канџи. Значи, емисијата ја потроши за небитни работи. Најбитните работи и кажа, ако требаше, и ушедниот, негова... да ве го молам, кажам. дозволете се, ја да завршам. Ајде, одговорете ми Господинот само Азманов. вие. Земавте позајмица 1.817.588.000 евра. За кој таргет? Само бидете директни. 1.817.000. Од кој? Еве, за станови сте потрошиле преку вашите Кој синови и таргет? пријатели. Док 694.000 евра. Каде се останатите 1.123.000 евра? Па Значи, пребацете каде се тие 1.123.000 евра? Кај се тие? Па ме прашавте. И за тие те Ма услови сега ти- БМВ да купуваш Чекај на сега, Наде. прифати ме, прашувам. Седмица, Ве молам да 150.000 евра. имиња на луѓе што Да. не се присутни. Значи, Извинувам, чим ме прашува, ако ми дозволите да му Добро, ви одговорам. дозволувам и И завршувам. за истиот одговор ќе го добиете преку институциите Вака. на Северна Република Македонија. Јас ги повикувам сите институции Да. и финансова полиција и обвинителство. Бидејќи се веќе оштетени се. Подитно ги повикувам да дојдат и да ти ја расчистат целата работа на тебе во главата, дека не си Зошто во главата? воопшто Ова е навредно измамен, беше. него треба да си најдеш купци или да си заработиш пари и да ги вратиш овие 1.817.000 евра. Не мислам тоа. Бидејќи воопшто не си измамен, си ги земал парите, за обезбедување си ставил Предметите, хипотека. станови ги заборави. Јас не сакам твојата земја да ја купам во ниеден случај. Требаше да ми кажеш. Со ниедна. Кажано ти е 100 пати и писмено ти е потврдено, имаме А документација. зашто не се ја таргетираш и ми Не даваш? ја Да, таргетирам, не него се не да- се ја нудиш ти. Не се Цело нудам. време сакаш на сила и сега што сакаш преку институциите? Сакаш со корумпирање на институциите Јас да корумпирам. да ги корумпираш и сакаш да произведеш наводно имало некакво кривично дело, да ја поништиш хипотеката и да ти останат 1.817.000 евра Не знам од кај го чисти на тебе, 1.817. Уплатниците се тука, исплатени, да дојдат институциите, ако не е така, веднаш да идам во затвор 100 години до живот. Јас не сум тој што Јас. судам, Да, ниту емисијата. ако не е Господа. така, значи парите се примени, земени по договори за позајмици, подпишани хипотеки. Стоеле ке мене по нота. 2-3 минути точно е. 2-3 минути стоели и си ги давал на лихвари, си ги давал на нелегален Не начин. на лихвари, Не си на платил настел. данок во државата. Значи да видат зашто не си платил 350.000 евра данок во Не, државата. 600.000. Да. господа, Зоран Азманов, Ке Не ме молам да една се возбудувате. дамка, една дамка не нема за се данок. држите до Така. договорот, Мислам не се дека им држите. беше Ве јасно молам, ве молам. на јавноста. Тоа Јасно е ќе на суди, сите. значи ќе Јасно суди е на и јавноста, јасно е дека лаже. Ушедниот договор не го Господине, доврши. Господине, Господине Азманов, А четвртиот ветивте, ве молам, господа, рековте дека ќе се држите до Да, да, договорот. Ке ве молам.
Тука ќе запреме, јас мислам дека имавте доволно простор, доволно време да објасните вие вашата страна од приказната, ги повикавте институциите, се надевам дека институциите ќе реагираат. Институциите да му распуска за да си почне да си собира пари и да си ја врати по заемицата, а не да се надева дека ќе ги поништал хипотеките и ќе му останат 1.817.000. Господине Азманов, не ме почитувате, ве молам, ве молам. Од каде судови? Ве молам, без упадици. Јас очекував и дека вака ќе биде во финалето. Ве молам, не ми упаѓајте во збор. Јас ви благодарам што дојдовте во емисијата, што имавте. Почитувани гледачи, ова беше вниманието со кое што не следевте. Се гледаме за 7 дена на истото место. Имајте пријатна вечер. Ви благодарам.